Во 1978 светот гледаше кога Супермен, американскиот херој, носеше вистина и правда на метрополата. Ова беше првиот од филмовите за Супермен, покажувајќи го Кристофер Ривз со црвена наметка и челични мускули. Светскиот трговски центар беше позадината. Тоа сумаризираше одреден вид на американска грандиозност, не грандиозност на старото, не грандиозност на традицијата, зашто тие беа многу нови и модернистички во дизајнот, туку грандиозност би рекол на американската моќ. Со години филмскиот критичар Дейвид Стерит живеел веднаш до Кулите близначки. Никогаш многу не ми се допаѓа архитектонски, но тие секако беа огромни. Мислам дека некое време беа највисоки згради во светот, што е еден вид американски триумф. Не само што сте изградиле највисока зграда, туку сте ја изградиле два пати. Стерит вели дека само величината на зградите направило невозможно тие да се пропуштат. Тие се во драмата Wall Street и на отварањето на горење на суетите на Брайан де Палма. И двата филма ја нагласија ароганцијата и алчноста на Wall Street во 1980-тите. Вработена девојка на Майк Николс од 1987 исто така ги има кулите како центар на моќ. Но овде кулите станаа символ на осамостојувањето на жените. Во центар е приказната за Тес, жена од работничка класа од Статен Ајленд, од каде се доаѓа до Менхетен со брод. Таа сонува да го направи финансиски дистрикт на Менхетен. На крајот успева. Во 1979 беше ремейкот на Кинг Конг. Со джиновски горила кој се качува на кулите близначки, а не на Empire State Building како во оригиналот. Но најдраматичниот момент беше во 1974 со францускиот уметник на жица Фелипе Петит. Тој тајно поставил жица меѓу кулите близначки и одал по неа 45 минути. Полицијата беше ставена во позиција само да гледа. Документарецот од 2008, Човек на жица, го опфаќа тој момент со фотографии и оригинално видео. Ја представува моќта на еден човек над огромното здание. Кулите исто така беа поврзани и со романса, како во филмот од 1987 на Лудничав, во кој се зборува за носталгијата за челични згради во Њу Јорк. Приказната се врти околу Лорета Касторини, италијанско-американска вдовица која се влюбува во пекар со една рака од Бруклин, што го игра Николас Кейдж. Во еден поетски момент, полна месечина грее над живописната бруклинска населба на Лорета, растреперувајќи ги срцата на незините италијански жители, додека кулите светкаат во позадината. Кулите се присутни и во филмови за катастрофи. Како во Ден на независноста на Роналд Емерих од 1996, каде вонземјани уништуваат едно по едно обележје на Америка, меѓу кои и светскиот трговски центар. Кулите близначки беа уништени во различни филмови за катастрофи направени пред 11 септември. Тоа стана нешто што не може да го направите дури и ретроактивно по 11 септември. Во некој случај, Стерит вели дека режисерите ги извадиле сцените што ги покажуваат кулите, за публиката да не биде вознемирена. Еден пример за тоа е од филмот Спајдермен од 2002. Стерит вели дека овие интервенции се патронизирачки, но њујорчаните имаат свое мислење. Еве што велат некои од Ground Zero. Јас изгубив роднини таму. За мене тоа е тажна мисла. Кога ќе ги видам на филм, мислам дека е прекрасно. Кога патуваме и влегуваме преку Джерси и не ги гледаме на хоризонтот, тоа е дупка на хоризонтот и ни недостигаат, вели таа. Дейвид Стерит вели дека празнината најдобро се гледа во криминалната драма од 2002, 25 час од Спайк Ли. Камерата се фокусира на два паралелни снопа светлина од местото каде кулите некогаш стоеле. Ампутиран Њу Јорк кој се уште ги чувствува своите екстремитети.